Милоше Петров играше една сезона во второлигашката фудбалска конкуренција. Ова 23-24 сезона за која што говорам, исто така 3 чисти победи на екипата на Струга Тримлум. Хамза сега се заканува по средината на голот и еве гледате да видиме дали е ова погодок, ке треба да се провери, веројатно затоа што не знам, навистина немам информација дали нашите суди имаат на часовникот оној звучен сигнал или она што им сигнализира дека е гол, ама се радуваат фудбалерите на Струга Тримлум. Хамза еден непријатен удар да видиме и дала. И од овој агол многу добро се гледа дека топката со целиот обем го ја мина гол линијата и во ова Мазо Луксис играше и со Бојан Илиевски, со Мици. 2-0 е веќе. 2-0 е веќе, лесно, речи си без шанса. Сега таму Адем нешто сугерира или негодува кај главниот арбитар, а Струга Тримлум веќе води со 2-0. Да видиме, може би бараат фаул некој таму, затоа за момент застанав да видам дали ќе реагира судијата Ралевски, ќе мора веројатно да се провери тој. Хамза презема Шабани. Се уфрла Воша на крилната позиција. Еве топка за Воша. Веќе во 16-тикот Воша се мести на лева која асистенција за Јефтовски. 3-0. Убава акција, точна, прецизна на Струга Тримлум и го решава по се изгледа мечот Јефтовски. Каква прецизност, каква продуктивност на фудбалерите на Струга Тримлум. 7 минута, Хамза 1-0. Луковиќ, Антовски, каков пресинг на Вардар. 94-та минута, ево тек добро спуштена топка од Омер Агиќ и бараат игра со рака фудбалерите на Вардар. Дали ќе добијат пенал сега? Одмавнува тука со раката Трпчевски, но има вар, ќе има консултација и ќе има драма овде. Да погледнеме. Да видиме. И пенал за Вардар. Ке има ли погодок? И 1-0 Закарич. Шести негов гол, 95-та минута. 1-0 Закарич. Енус го изведе аутот. Еве сега можности, прв погодок уште во петтата минута. Успеваа домашните да стигнат до гол во дуел со Фадили. Сила има добар центаршут кон Стојковски и еве го сега Лавал уште еднаш, ќе има ли гол дали е тоа Лусија Нињо. 2-0, 25-та минута. Рифадов, нова грешка и сега Лусија Нињо се бори за топка. Еве шанси за втор погодок. Бразилецот маестрално реализира 3:0, 37 минута. Кај екипата на Шкупи. Има 18 години, 19 ке наполни во август. Лусија Нињо, 2 гола денеска, бразилецот, еве се мести за шут и за трета, четврти за Тиквеш. 49-та минута. 4-0, хетрик на Лусија Нињо. Тиквеша излезе и капитенот Стојковски, па капитенската лента е за Тодоров.
Ова беше прекрасно, 5:0. Купи со сосема поинаков состав од овој. Да видиме сега. Ки има ли и шести погодок. Тасев. Иако нема офсајд, тоа е 6:0. Стојанов. Осумдесет и втора минута. Ибраими задолжен за голови. Спахио е исто тука еден од офанзивците на Шкендија, оди напред Ислами, високо на претинчката половина, тука во линија се тој Рамадани и Вебстер. И да видиме сега Ибраими, одличен потек и каков погодок на Бесарт Ибраими. 18-та минута, торпедо, сам индивидуална акција и гледате го прославува овој прекрасен погодок Ибраими. Реков, страшно мотивирани влего овој надпревар, дури и нервозни избраниците на Јетон Бетири, гледате некако одмазнички сега во ова 18-та минута Бесарт Ибраими решава сам, гледате соло акција, еден удар со десна, прецизен, немакен таму голманот Ислями. Ова топка беше тешко да се контролира. Погледнете го овој. Стојановски од Новоспировски. Се поставува Силек за топка. Керим. Добар пробав на Керим, шанса за Пелистер, поврат на брани Джеков, натаму трае опасноста, меѓутоа голгетерскиот инстинкт можеби како некогаш пред деценија и половина. Еве центар шут, србијанац, убав волеј, брани Джеков. Еве го Ристовски, добар центар шут, превисоко за Булатовиќ, Керим повратна од прва, бие уште еднаш. Во офанзивниот дел, во првиот дел за сега ништо во продолжението. Алич, добра позиција. Можева скапо да го чини тимот на Пелистер. Разредена малку одбраната. 5 мина фудбалери на Силекс, удар од косо и брани Овчевски. Еве можност, биеше Пиреш. Представлението се Морја по ја годите Пејовиќ на Аворнио. Пановски ка габуар, нука проблеме тани ка риторчета Шној Суел Мухареми, чфар габими ка риторте бај мбројтја сквадра со башкимите киште харуар се си дукет позита јашт лојеве Суел Мухареми ka rritur të shënojnë në minutën e 11 të takimit është ky goli i dytë. Një goditje më serioze drejt portës, edhe ajo përfundoi në rrjetë dhe tani goditja e dytë ka ardhur më serioze e skuadrës Rabotničkit pas krosimit nga Zia Merxhani dhe arrin që të shënojë Talakov, minuta e 71, rezultati është 0-2 për skuadrën e Rabotničkit. Kuptohet, bëhet fjalë për Ariton Mehmedin. Krosim në shtyllën e dytë dhe kemi golin e shënuar për skuadrën e Bashkimit. Në rezultatin tani është 1-2, një top i shkëlqyeshëm nga Grahu i Majt dhe kuptohet Aleksovski arrinë që të pranojë në shtyllën e dytë topin ashtu siç kishte dëshiruar dhe të shënojë